Добар ден. Во недостиг на одговор, како во денешно време во ист ден се купуваат два стана во центарот на Скопје за околу 360.000 евра, Силвана Бонева лаже. Еве ги претходните анкетни листови на координаторката на пратеничката група на ВМРО ДПМН Силвана Бонева. Наследството на кое се повикува Силвана Бонева во обидите да ја оправда вртоглавата сума од преку 360.000 евра, изнесува 30.000 евра. Тоа покажува лично незината пријава до антикорупцијската комисија во февруари минатата година. Две куќи и земјоделско земјиште за кои до антикорупцијската комисија се изјасниле дека се стекнати со наследство и се во вредност од околу 30.000 евра. Далеку е оваа сума од околу 360.000 евра колку што чинат по пазарна вредност двата стана на име на вашите два сина, господјо Силвана Бонева. Координаторката на ВМРО ДПМН Бонева во 3 анкетни листови поред наведува имот на деца во вредност од 375 евра. И лани, во февруари, во анкетниот лист на Бонева стои на имот на деца заштеда од 375 евра. Вашите синови во февруари минатата година живееле со вас координаторке Силвана Бонева и при тоа, како што вчера јавно изјавивте, заработувале по 10-15.000 евра по проект. Тогаш, каде се овие пари во вашиот анкетен лист, господјо Силвана Бонева? Нели во февруари минатата година сте биле во семејна заедница со вашите деца? Ако се споредат вашите анкетни листови од февруари 2013 и денешниот јануари 2014, разликата е 30.000 евра во имот. Од каде тогаш во периодот од една година се појавуваат уште околу 330.000 евра? Вашите синови ги купиле двата стана во центарот на Скопје, вредни околу 360.000 евра во ист ден. Еве, тоа го покажуваат и имотните листови на двата стана на име на вашите синови. Повторно прашуваме, како се заработуваат околу 360.000 евра, господје координаторка на пратеничката група на ВМРО ДПМН Силвана Бонева? Молкот на надлежните институции под контрола на ВМРО ДПМН покажува до каде оди ароганцијата на власта на Никола Груевски. Тоа е одговорната и отчетната власт на ВМРО ДПМН. Дали вака се чува власта, господине Груевски? Повелете прашање. Значи, ако е тоа нејзиниот став, тогаш имаме да изјавиме две работи. Прво, срамно е човек кој што е избран за пратеник од членови и поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во време кога Социјалдемократскиот сојуз задава сериозни удари на власта, да ја напаѓа својата партија и така всушност да одработува за интерес на власта. Второ, сметаме дека ако ова навистина она го мисли, единствено решение е да си поднесе оставка од функцијата пратеник на Социјалдемократскиот сојуз во Собранието на Република Македонија. Значи, јас не сомневам дека господјата ќе тужи. Ова се јавни документи кои што се достапни од институциите на Република Македонија. Јас како просечен граѓанин на Република Македонија давам верба на јавните документи објавени од нејзините институции. Сметате ли дека има случајност во објавувањето на наводна афера која се случила некогаш во Струница, за која Општина Струница објави дека е всушност поништен договорот, значи како еден вид одбрана на Силвана Бонева од страна на еден независен портал? Значи, несомнен е фактот и вчера тоа го докажавме дека веста што ја објави порталот Нетпрес е класична лага и манипулација.